Го повикувам да се обрати подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, другарката Ана Павлова Данева. Добро вечер, Прилеп, граду Херој, граду Борец. Добро вечер, прилепчани, наши соборци, носители на слободата, почетници на отпорот, борци за демократија и за слобода. Од ден на ден не има се повеќе. Иако многу пати го спомнувавме, повторно ќе зборувам за црниот понеделник, повторно ќе зборувам за 24 декември, за да покажеме и докажеме. Никогаш ниту ќе го заборавиме, ниту ќе простиме. Денеска Груевски конечно седна на маса со Црвенковски. Денес му докажавме на Груевски дека диалог може да има само надвор од институциите, онака како што ние баравме. Денес му докажавме дека во парламентот не се враќаме. Денес му докажавме дека ќе одиме до крај, до победа, до онаа победа која ќе каже народот само и само на слободни и фер избори. Не се согласуваме со козметика, не се согласуваме со шминка, преговори и диалози нема, доколку вонредни парламентарни избори нема. Почитувани прилепчани, ви зборувам како пратеник, како човек зад кого, заедно со моите 41 колега кои бевме изфрлени од парламентот, стојат 370.000 граѓани. И јас, и Гордан, и Сугаре, и сите останати кои во моментов не се присутни, но секојдневно го посетуваат Прилеп, бевме насилно и брутално изфрлени од собраниската сала. Кога не изфрлија нас, изфрлија 370.000 луѓе заедно со нас. Но јас сум денеска повторно во парламент. Јас сум денеска на народниот, на граѓанскиот парламент на улиците, каде што и народот е со нас на улиците, истиот тој народ кој тие го изфрлија заедно со нас. Спомена пред малку нашиот соборец млад. На Груевски му требаат 6 нови телохранители за слободно да се движи по улиците на државава. Јас сум секој ден во различен град. Немам телохранител, нема ниту еден од моите колеги. Вие сте нашите бранители, вие сте нашето обезбедување. Го повикувам Груевски, го повикувам Трајко, Гордана. Сега изфрлете не, и мене, и Гордан, и Сугаре, дојдете тука, меѓу овие луѓе, пробајте од овој парламент да не изфрлите. Го повикувам Димко, вашиот сограѓанин, мој поранешен колега, да објасни, Димко, што беше смешно на тој 24 декември. Погледнете ги убаво снимките на интернет, бидејќи на телевизиите не ги пуштаат. Димко е еден од ретките 3-4 ДПМН-овски пратеници кои се смее на насилството. Димко, што беше смешно во влечењето на Радмила? Димко, што имаше смешно во легнувањето на земја на Маринела? Што имаше смешно во боксовите врз Сугаре? Објасни ми, Димко, и на нас, твоите колеги поранешни, но и на твоите сограѓани, што беше смешно на тој црн понеделник? Сугаре! 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 И без лажна скромност го кажувам овде ова јавно. Прилеп е носител на отпорот. Од тука не прв пат во Македонија почнува отпорот и овде
во Македонија ќе биде прогласена и победата и слободата. Се прашував зошто, што е тоа што го имаат Прилепчани, во генот ли го носите, со раѓањето ли го имате? Ке се обидам да дадам едно сосема нелогично објаснување, нешто што прв пат ми падна на памет пред малку кога во штабот ги гледав на налепниците со СДСМ Прилеп. Може би е до буквите што ги содржи името на вашиот град. П. Победа, победнички Прилеп. Р. Револуција, револуционерен Прилеп. И. Иднина, секогаш знаел Прилеп за иднината да се определи. Л. Личен град, лични луѓе. Еуфорија пред малку ја почувствувавме по пат додека одевме. И конечно, и последно, повторно П. Победа, победа за слобода.